Здрава на сите, јас ке станам вака, затоа што се уседовме доволно. Ке ве поканам сите кои што не сте влезени, повелете влезете, затоа што следува една фантастична панел дискусија, на која што ќе дадеме одговор на прашањето што сакаат жените, односно ќе дадеме два одговора. Сега прво јас сакам да прашам како сте? Како? Јас сакам да слушнам едно фантастично. Како сте? Тоа го сакам. Сега со ваквото фантастично сакам да си направите едно селфи, затоа што како што гледате дека насловот на нашиот панел се гледаме на селфи. Значи го зимате телефонот, кажувате фантастично и тагирате Herbalife Macedоnia Official. Значи ќе го најдете официјалниот профил на Herbalife Македонија и она селфи кое што најмногу звучи со фантастичност ќе биде наградено со пакет производи од Herbalife. Да ве видам 3, 4, викаме фантастично и правиме селфи. 3, 4 и фантастично! Епа, мислам дека ова беше одлично за загревање. Еден аплауз за вас. А сега вака, значи, реков дека ќе го дадеме одговорот, односно ќе дадеме два одговора на прашањето што сакаат жените. Она што секоја жена го сака е добро да изгледа. Ако има некоја жена што тука не сака добро да изгледа, нека крене рака и ќе ја пријавам на полиција. Мислам сериозно. Нема, добро. И сега има уште нешто друго што сакаат жените, а тоа е жаргонски кажано да имаат своја пара, така? Уште ако е возможно да бидат сами своји шефови, односно да имаат собствен бизнис, да не мора да работат под притисоци, да не мора да работат со рокови, да не мора да имаат нели иритантни колеги и колешки, тоа би било уште подобро. Па токму тоа, ние денеска ќе го зборуваме на оваа панел дискусија, односно ќе ве охрабриме за да ако имате идеја да започнете собствен бизнис. Имаме тука представничка која што започнала собствен бизнис, односно има една платформа која што е прва во Македонија и верувам дека воопшто кога ја почнувала не знаела дека ќе стигне до таков успех. Сега, ова се гледаме на селфи е многу битно, заради тоа што ако селфи го користите правилно, може да ви биде бизнис, да знаете. Затоа што многу е важно што ќе ставите на тоа селфи. Ако го ставите производот кој што го продавате, тоа е веќе бизнис. Ако ја ставите вашата приказна, која што исто така ја продавате, исто така може да биде бизнис. И доколку имате мотивирачка порака, која што сакате да ја пренесете, и тоа може да биде бизнис. А како? Ќе ве научиме сега. Сега ќе седнам, затоа што почнуваме официјално. Не заборавајте, значи Herbalife Macedоnia Official, тоа е профилот, тагирајте ме и на крајот очекувајте дека вашето селфи ќе биде наградено затоа што е фантастично. Сега вака. Покровител на овој панел е Herbalife компанија која над 40 години го менува изгледот на дамите и господата. Но исто толку години им дава можност да си го сменат и својот деловен живот, нудејќи им можност да станат сами своји луѓе. Статистиката вели дека по 10 години присуство во Македонија, водечката светска компанија за продажба на производи за контрола на телесната тежина може да се пофали дека на многу жени им дала можност да станат своји шефови, како нивни независни дистрибутери, кои работат со срце и доверба, откако и самите се увериле во ефективноста на Herbalife Nutrition. Во светот постојат, внимавајте, 2.976.141 дистрибутер, а дневно се консумираат, аплауз, да. А дневно се консумираат фантастични 4 милиони шејкови на Herbalife ширум светот. Ваквите фантастични бројки
укажува само на едно, дека го имаме клучот за успехот. Па денеска јас ке побарам да ни е возможно да си направиме копија од тој клуч, ако може, за и ние да бидеме успешни. Ке ви поделиме копија после, да знаете. Сега е време да ги најавам и панелистите. Ние сме сите дами, секако давам предност на господинот. Горан Николич, генерален директор на Herbalife Nutrition за Југоисточна Европа. Аплауз. Кармен Михајловска, Herbalife Nutrition President Team Member, која ќе зборува за собствената промена на изглед и незината приказна со Herbalife. И ја имаме Ангелина Блажевска, таа е предприемач и е коосновач на FitKit и Coach Foods. Таа ќе ни зборува за незината идеја, за предизвиците со кои се соочила на стартот при креирање на оваа иновативна платформа. И секако, генералната идеја на панелот е да ве охрабриме, да ве мотивираме, инспирираме, за да тргнете во остварување на своите планови и идеи во женскиот бизнис свет. Почнувам со прашањата, долга ми беше најавата, ама моравме да ги мотивираме. Добро. Горан, светските трендови велат дека се повеќе жени влегуваат во предприемништвото. Дали си осетил дека тоа е така и што мислиш зошто е тоа така? Па, усуди бих се креnuti prvo sa nekim brojevima, a to je da isprika što pričam na hrvatskom, nažalost makedonski mi nije najjača strana. U multilevel marketingu i direktnoj prodaji, čime se i mi između ostalog bavimo, većina zapravo i konzumenata i poduzetnica su upravo žene. Preko 60% svih ljudi aktivnih u direktnoj prodaji su žene. Mislim da se trendovi mijenjaju i da žene postaju svjesnije da su jako bitan faktor, možda i ključni faktor u uspjehu svake uspješne kompanije. Molim te još jednom to ponovi. Da je svaka žena šta? Ključni faktor uspjeha svake uspješne kompanije. Ono što također je pozitivna stvar je da se žene, ženski dio populacije, ohrabrio i osnažio i odvažio krenuti zapravo u poduzetnički pothvat, što prije nije bilo tako. Žene su često nailazile i vjerojatno i danas nailaze na prepreke zbog toga što su žene, okoline, obitelji, partnera. I jednostavno taj nedostatak hrabrosti koji je bio je jedan od ključnih faktora koji je zapravo zadržavao žene da ne ostvare poduzetnički pothvat. To je nešto što se mijenja, svijet se mijenja. Profemina kao takva, kao event je jedan isto od faktora koji doprinosi tome da se žene osvijeste o mogućnosti poduzetničkog pothvata koji imaju. Osim toga, mislim da žene često misle da je žena ženi vuk, a zapravo žena je ženi drug. I ta podrška koja u Herbalifeu, kao i u drugim kompanijama, koju ženska zajednica pruža jedna drugoj, je nešto što je ključno za uspjeh i čini veliku razliku. Mislim da su to neki ključni faktori koji zapravo generiraju promjenu koju svi svjedočimo i jača i duh i snagu i potiče žensko poduzetništvo i akciju, što smatram da je sjajno. Dobro. Hvala ти за почеток, одлично, мотивирачки. Ангелина, ајде да ја слушнам твојата приказна. Јас веќе најавив дека направи платформа која во суштина воопшто ја немало во Македонија. Кои беа предизвиците со кои што се соочуваше ти? Која беше најголемата пречка, можеби? Вака. Пред се јас морам да ја представам малку и платформата која што пред 5 години, сега 5 години славиме, ја започнав приказната сама. Јас излегов од факултет, имам завршено машински и пробував да се пронајдам кариерно, така што работев и како консултант, работев и во друга компанија како класичен вработен, ама паралелно вежбав фитнес, вежбав йога и вежбав пол фитнес на шипка. Тоа е многу интересно за оние што пробале, за оние што не треба да пробаат. И паралелно плаќав 3 членарини.
некако на Facebook ми залета некоја статија за една девојка во Америка која што креирала мобилна апликација која што им овозможува на корисниците на апликацијата да вежбаат со една чланарина и да посетуваат во Њу Йорк во тоа време над 2000 студија. И свикам и ова кај нас го нема, ајде да видам што можам да направам. На Facebook пишав едно постче, дечки, дали знаете програмири кои што би можеле да ми помогнат да изградиме една фина мобилна апликација. И така започна приказната која што денес се вика FitKit и која што брои повеќе од 2500 корисници месечно активни. Зборувам луѓе кои што вежбаат и посетуваат низ целата наша држава различни локации. Имаме повеќе од 190 провайдери на услуги, значи сме некој мост помеѓу корисниците кои што сакаат да користат вежбање и велнес, од друга страна провайдери на услуги. Имаме повеќе од 60 компании во портфолиото кои што пак на своите вработени им даваат бенефици за велнес и вежбање, на што сум најгорда искрено, бидејќи кога FitKit почна, многу малку компании дава бенефици од овој тип и бројката повеќе расте. Прашањето беше насочено во предизвиците со кои што јас лично како жена се соочив на почетокот. Првиот и најголем предизвик беше тоа што сум девојче кое што пробува да отвори само бизнис и треба сега да убеди од една страна луѓе кои што имаат свој бизниси, значи провайдерите на услугите, дека преку овој мој бизнис и оваа моја платформа ќе се генерира повеќе промет за нив, ќе доаѓаат нови корисници и така натаму. Паралелно јас имав само идеја. И знаете, многу често се случуваше да не бидам сватена сериозно, прво заради тоа што тогаш имав 23-4 години, кога одев на тие состаноци, второ заради тоа што бев девојче, но заради тоа што сум девојче, јас тоа како проблем го увидов и му најдов решение со тоа што си земав партнер маж во фирмата. Добро така да решение. Си го знала системот, добро? Да. Како за жена. Така е. Мислам би при најавата јас сум коосновач на FitKit. Само ја почнав приказната, ама наврзо потоа ми се придружи Јосиф, мојот партнер, и во Coach Foods, потоа вториот бизнис во кој што сме коосновачи. Можам да ви кажам дека многу е добро кога се надополнуваат маж и жена партнер во бизнис, но пред се мора жената да биде она таа која што ќе ги дефинира правилата и границите на работењето. Многу интересно кога ќе влеземе на состанок. Чиф е последниот збор, твој или на Јосиф? Пошто не е тука Јосиф, ќе речам дека е мојот, фала Богу. Кога ќе влеземе на состанок е многу интересно тоа што него му се обраќаат. Да. Вистина. Искрено ви кажам дека него му се обраќаат и најчесто тоа се мажи. И мене ми е во многу голема предност. Верувајте, кога наблюдувам body language и кога имам простор уствари да видам што се случува после состанокот, јас сум таа што дискутира и знаеш како реагираше на ова кога го кажа, на тоа кога го кажа. И мислам, на секој недостаток што го имаме како жена, можеме да најдеме друга страна на работите и да недостатокот да го направиме во предност и заради тоа мислам дека ние сме доста успешни. Од предизвици навистина имало многу, не биле тие најчесто заради тоа што сум јас жена, него биле заради тоа што и самиот бизнис како бизнис, било кој каков бизнис да е, ќе си носи предизвици, ама ние како жени, мислам и Горан спомна дека сме многу способни и храбри да се соочиме со све што ќе дојде на патот. Така да стварно го храбрувам. Денес постојат толку многу потенцијални бизниси со оваа дигитална ера во која што се наоѓаме. Мојата приказна е само една мала капка во океан од идеи што не се реализирани, поготово на овој пазар кај нас. Значи постојат многу дигитални алатки кои што од дома една жена може да ги сработи.
може Так. да искористи Facebook, Instagram, сега поново TikTok, да раскаже приказна, да направи буквално селфи видео и да продажбата сама по себе потоа да си дојде на било каков производ, услуга, што и да е. Така да Одлично, добро, одличен старт имавме. Ајде, Кармен, да ја слушнеме твојата приказна. Значи, веќе слушнавме одговора дека повеќето од дистрибутерки во Herbalife се жени. Раскажи ми ја твојата приказна, како дојде ти до Herbalife? Еве, добар ден на сите, сакам да ве поздравам, почит. Јас дојдов на Herbalife како задоволен клиент, затоа што како девојче секогаш се соочував со виша килограми, па диета, па една, па друга, па се секоја ќе симнеш, али на крај ќе вратиш затоа што ништо суштински нема да промениш. И на крај дојдов по препорака. Меѓутоа не дојдов, имав доверба во пријателот што ме покани. Но он ме покани на еден настан каде што јас бев преведувач. Јас сушност по професија сум преведувач по англиски и француски јазик, живеев во Словенија. Таму студирав и на некој начин ме повикаа да преведувам настан. И сега гледајте вака. Јас дојдов на настан, мислејќи дека ние ќе збориме за продажба, за производи, дека тука ќе се збори за витамини и така натаму. И така седев исто како вие. Ама останав со отворена уста кога сватив дека жените што беа во двораната, од младите до повозрастните, мене така добро ми зрачеа, толку ми има добар ментален склоп, толку ми изгледаа исполнети, срекни, радосни, заработува, изгледаа феноменално, зборуваа паметно. Јас имав 21 година, значи бев помлада и од Ангелина, сега имам 51. И фантастично изгледа, аплауз, 51 година, не знам, си ги оставила таму во ташната. Не ги носиш со себе, не? Што дали носам? Годините си ги оставила таму во ташната, реков. Не, тоа уште не приметувам години. Јас уште сум во тој момент, прв пат кога го запознав Herbalife, си реков, Кармен моја, молим те остани тука. Значи, немој да одиш да професионално веќе да се усовршуваш во тоа или што тргнав, затоа што многу ми се допадна како живее таа жена. Не дека машките не ги приметив, ама Сашо беше со мене, па не гледав многу. Добро. Тогаш ми беше дечко, сега ми е маж. Се шала, меѓутоа тоа беше општо, значи важеше и за жени, и за мажи, ама ја некако ги здогледав жените. Сега, она што беше интересно, Ангелина малце го спомна, напротив, па во Herbalife многу се почитуваше жената, што ќе каже, се повикуваше заедно да креира, се повикуваше на состанок и таа да одлучува, се повикуваше жената да се охрабри и да ѝ се покаже како се прави тоа. И ја, кога тоа па го видов, затоа што се чувствував исплашена, дали јас ке можам, сепак поддршка треба и така натаму, сватив дека се ке добијам она што ми е потребно за да тргнам, а зад мене беше корпорација, еве денеска Горан е тука представник на корпорација, кој што ми нудеше па онаа сигурност која што на една жена е потребно, нели, зошто е со маж, мислам, нормално. Зошто сум јас почнала со една фирма, бидејќи ми беше грб, за да не морам да трошам време сега и на маркетинг, и логистика, и производи, и контроли, и не знам уште што. Моето беше да внесам моја лична креативност и да ја кажам приказната на Herbalife онака како што мене ми се зборува. Така, и веќе си израсната, не? Туку подмладена во жена таква како што си ги гледала на почетокот, нели? Да. Сакаш ли да ни кажеш колку килограми си изгубила тогаш или не? Па тогаш изгубив 12 килограми за некое брзо време како девојка, но она што со текот на годините, нели, тоа не иде така лесно. И она што поврзано и со социјалните мрежи сега што го правам, во септември одлучив дека ќе направам баш некоја трансформација огромна. И освен што Herbalife е дел од мојата исхрана, јас почнав да пешачам 10.000 чекори секој ден, почнав да се снимам јас стара, односно млада, на 50 години, на 51 година, и решив дека додека се трансформирам себе си, дека ќе ја помогнам на секоја онаја што следи и дека ќе покажам дека социјалните мрежи не мора да се ова така нешто,
туку може да бидат начин да се осознае нешто, да се научи, да се охрабри жена, да речеш ајде со мене и така натаму. Едноставно го искористив трендот, иако јас не сум почната да работам во тој тренд, како Ангелина, пред 5 години. Ја не знаеш Имаш време. Младоста е пред тебе. Да. Така, да. Ајде да продолжиме, Горан, да слушнеме за бенефитите кои што ги нуди Herbalife, веќе најави Кармен. Во суштина најголем проблем на жените кога сакаат да почнат нешто свое е токму тоа што ги плаши. Значи буквално нели немаат основни финансиски средства или немаат доволно поддршка. Herbalife напротив им нуди и поддршка и им нуди и веќе испробан метод на кој што може да се продаваат производите. Кажи ми нешто повеќе. Mislim da tu važno je spomenuti nekoliko ograničavajućih faktora koji ljudi sami sebi nametnu, a to je vrlo često nedostatak kapitala, nemam novaca, nemam podrške, nemam infrastrukturu iza sebe, što je Carmen spomenula. Herbalife kao takav zapravo je platforma, ne samo u tehnološkom smislu, nego i u jednom širem smislu koja pruža upravo to, gdje vi uz minimalne početne troškove, ulaganja, možete samostalno krenuti u biznis. Uz mrežu koju dobivate, odnosno uz mrežu koju razvijate, vi imate podršku kompanije koja stoji iza vas po pitanju proizvoda, tehnologije i razvoja, dostave proizvoda. To je nešto o čemu ne morate vi brinuti kao distributer nezavisni. To je nešto što kompanija, odnosno Herbalife platforma zapravo radi za vas. S time ste jedan dio recimo ovog dosadnog, nezanimljivog i vrlo često izazovnog dijela poslovanja maknuli, a zapravo se možete fokusirati na nešto što je puno zanimljivije, a to je interakcija sa ljudima. Jer u suštini vaš posao je razgovarati sa drugim ljudima i svojim pozitivnim primjerom nastojati pomoći drugim ljudima. Što većem broju ljudi pomognete u izazovima koje osoba ima, bilo da želi izgubiti kilograme, da se želi osjećati bolje, da želi izgledati bolje, vi ako toj osobi pomognete u tome, vi ste uspješni. I što više ljudi pomognete, vi ste uspješni i to je model nagrađivanja unutar Herbalife-a, što je zapravo apstraktno s jedne strane, s druge strane vrlo zanimljivo i lijepo. S treće strane, dobivate podršku, što ja mislim da je ključno, nečega što mi zovemo razliku koju čine naši distributeri. Kasnije ćemo se vjerojatno dotaknuti još malo više toga, ali o čemu je tu riječ? Tu je riječ o kontinuiranom mentorstvu od strane osobe unutar kompanije, gdje vi kada krećete u posao dobivate mentora ili više njih koji s vama rade, educiraju vas o različitim aspektima, ne samo poslovanja, nego općenito leadershipa, načina na koji voditi timove, na koji upravljati s timovima, kako na najbolji način pristupiti klijentu, kako razvijati svoju mrežu, kako graditi biznis, kako biti uspješan poslovni čovjek, odnosno u ovom slučaju poslovna žena, i kako biti životno sretan u smislu da ono što vi radite je s jedne strane i posao, s druge strane i hobi i onda zapravo cijelo vrijeme uživate u tome. Mislim da je Carmen to dotaknula se, da vi zapravo kroz taj život i taj životni stil spajate i posao i lifestyle. A mislim da je to zapravo tihi san svih nas da i radimo i da se zabavljamo istovremeno. Da. To je odlično. Ајде, Ангелина, да те прашам тебе. Значи, генерално твојата платформа е онлайн платформа. Она што го кажа Горан е нели да се забавуваме и да работиме. Постои уште една друга изрека која што вика дека многу е добро кога ќе можеш ти да спиеш, а парите да работат за тебе. Така? Да. Така, нели? Меѓутоа кај тебе токму така, нели се пријавуваат на таа онлайн платформа, уплаќаат и така натаму, во суштина тебе ти стигнуваат и пријави и сето тоа додека ти можеби еве сега си на конференција, веќе имаш нови пријави, односно веќе имаш профит кој што го добиваш, така? Така, апсолутно. Мотивирај не. Самото тоа што почетната инвестиција, не само во пари и во време на ваков еден дигитален продукт, си ја носи баш таа
слобода што можеби подоцна секој од собствениците може да ја ужива. Ако успееме да го хакнеме системот на бизнис, да направиме да бизнисот сам си функционира, подоцна е многу убаво кога можеме да се повлечеме и да од страна да наблюдуваме каде се уствари најголемите предизвици, најголемите пари од каде доаѓаат, што корисниците најмногу сакаат, кога не сте инволвирани во самото работење на бизнисот, од аспект на дистрибуција, на маркетинг, кога си има во позадина некаков процес кој што е во функција, неизбежно е потоа да може да наблюдувате и да постојано го подобрувате продуктот. Заради тоа денешно време дигиталните алатки се оние кои што можат да овозможат за еден предприемач, поготово млад, да многу брзо успее во правење пари. Мислам, факт е дека сите сакаме да се забавуваме дека правиме пари, ама првичната функција на бизнисот е да ни овозможи убав и квалитетен живот со пари. Така, сега за да мислам дека исто така им недостига на жените мотивација, односно мислам дека ние многу помалку сме инает во однос на мажите, кога во нешто нема да успееме, многу побрзо се откажуваме. Ајде малку мотивирај не после колку месеци или не знам, може би беше година дена кога твојата платформа некаде беше само идеја до заработката на првите пари. Чисто мотивирај не во однос на истрајноста. Не можам да ве мотивирам, пошто 5 години требаше за да стигнеме. Ако? До таков момент. Добро е што не се 6. Добро е што не се 6. Не, апсолутно ние се соочивме и со една голема криза. COVID-19 што веќе не ни сакам да се збори по вакви настани, заради тоа што беше еден голем сетбек. Од друга страна, меѓутоа сакам да не мотивираш заради тоа што не си се откажала. Не, мора да се откажавме заради тоа што многу имаше што да се научи од кризна ситуација. И допрва сега доаѓаат кризни ситуации, мислам, во светот секогаш ќе има репетитивни и економски и секакви кризи. Еден предприемач мора да биде свесен дека падови и успони ќе има секогаш во бизнисот. Мотивацијата е онамо, треба да се бара во малите победи. Секој ден во еден бизнис има мала победа. Дали е тоа задоволен клиент, дали е тоа некоја мала продажба, дали е тоа коментар од соработник дека е задоволен, дека направил повеќе пари. Значи мотивацијата сами си ја пронаоѓаме во малите успеси секој ден што се случуваат, во она having fun while doing business. Така, да, како викаат мали чекори за исполнување на големата цел, а големи очекувања за жал се големи разочарувања. Тоа е секогаш дури и со губењето на килограмите и со постигнувањето на совршениот изглед, значи секогаш морате да си поставите мали цели. Ќе изгубам 1 килограм оваа недела, следнава недела ќе изгубам 2 и така натаму. Ако посакаме да изгубиме 10 килограми за една недела, значи сме осудени на пропаст, односно на разочарување. Кармен, тебе ќе те прашам, значи како ве охрабрува Herbalife? Како те охрабрува, значи да продолжиш и понатаму и да блескаш и да имаш таа насмевка и да останеш во овој бизнис? Да, мислам, мене не ми требаше многу, затоа што уште првата слика кога ја видов, мене се ми се допадна. Значи, од производите до луѓето, до концептот, до моделот, до се живо. Но она што ми беше најголем фактор е тоа што ние бевме, јас до душе живеев во Словенија, која што е земја со, подобар стандард. Меѓутоа, мојот дечко сега маж живееше во Скопје, земја во Македонија со помал стандард. И мене ме фасцинираше тоа што Herbalife дава можност за секого исто. Значи, тие не кажа за тебе толку, за него толку и така натаму, значи можноста беше за секого исто и ние изградивме за 2 години веќе бизнис, наши клиенти во... Заедно работите со сопруга? Прво почнав јас, а после он се приклучи на целата оваа приказна.
додуше, како се приклучи? Ајде, Словенка, ти донеси нешто тука да се работи како што треба со бизнис, а да нема вложување. Океј, супер, тогаш и Herbalife е идеално. Сакам да кажам дека ние за 2 години веќе изградивме клиенти и екипа во тогашни 10 на 12 земји, а сега е тоа скоро 50 земји. Значи, тогаш не без социјални мрежи, малце поинаку, на поинаков начин, иако јас и тогаш со 2 мали деца бев дома и секако одработував и така, како жена со фамилија. Но денеска тоа можам да го правам на социјални мрежи, дигам телефон, бирам со кој канал ќе зборувам, пуштам видеа и можам јас да зборувам, еве сега предходната недела зборував со луѓе од Швајцарија, од Холандија, од Италија и така натаму и ја го зборувам својот концепт. Значи, самата платформа на Herbalife ти овозможува да можеш да работиш, да си материјално задоволна, а сепак спрема своите амбиции, секоја различно од нас се однесува. Многу жени во Herbalife се за дополнителен приход, затоа што ќе се сложите дека на секоја жена и треба бар 100 евра плюс. Да не се лажеме. На секоја жена и треба дополнителен чевли, чевли, чанта или парфем или еве Ривалит, денеска имавме супер панели, супер компании, лиши. Дали тие дополнителни приходи треба да се пријавуваат на сопругот или не? Без одговор. Не пријавувајте дополнителен приход. Да, ја така некако тие ми исчезнуваат. Но сакам да кажам дека има простори за многу амбициозна жена, која што има капацитет, сака, значи, чувствува дека може, а можеби не се понудила шансата, а нема сама пари да инвестира, а можеби нема ни идеја. Така да, по мене, идеално за сите нивоа, сите, какава и да си, млада спортистка, јас бев тотално антиспорт, значи цел живот. Меѓутоа, Herbalife како заедница ме инспирираше, прво почнав со зумба, па со јога, па со вежбање, па сега со одење, па со пливање, па не знам што уште, и сум горда што на мои 50 години јас правам такви драстични промени. Благодарение на заедницата што ме стално инспирира. Фантастично. Одлично кажано. Горан, ајде да позборуваме малку, освен тоа што нели Herbalife е насочено кон предприемништво и кон деловни резултати, постои нешто што се нарекува правење позитивна разлика. Можете ли да ми објасните што е тој термин? To je što sam bio spomenuo malo prije, to je upravo ključ uspjeha. To je pozitivna razlika koju čini distributerka koja pored programa, ukoliko želite izgubiti kilograme, imati više energije, ljepše izgledati, imate zapravo mentora i osobu koja vas prati u svemu tome i ta osoba čini pozitivnu razliku. To je osoba koja je partner na tom vašem putovanju. To je ta razlika koju svatko može dati kao dodanu vrijednost prilikom, kako da to slikovito objasnim, idete na neki put i imate osobu koja vam pomaže nositi prtljagu. To je pozitivna razlika, to je suport koji dobivate od Herbalife distributerske mreže, od ljudi koji su kroz svoje rezultate i kroz svoje uspjehe već ostvarili neka iskustva koja vi možda nemate u tom trenutku i oni će vam pomoći da vi uspijete, jer vaš uspjeh je i njihov uspjeh i njihov uspjeh je vaš uspjeh. I pozitivnu razliku je nešto što mi zapravo, pored naših proizvoda koji su vrhunski, pored našeg poslovnog modela, pored infrastrukture i platforme, posebno uvijek ističemo, jer to je ta pozitivna razlika koju donosi, odnosno doprinosi svaki pojedinac koji uđe u Herbalife i mreža koja stoji iza svega toga. Добро, еве веќе го имате QR кодот, доколку сакате да бидете дел од Herbalife или доколку сакате да разговарате за деловната можност, слободно скенирајте го QR кодот, ќе го пополните формуларот и веќе ќе имате повеќе информации во однос на тоа како да станете дел од мрежата и да почнете да си заработувате сами за себе. Рековме, не пријавувате дома. Добро. На крајот, дали можеме да заклучиме? Ајде, кое е вашето генерално мислење, што сакаат жените? Кармен, од тебе ќе почнам, што сакаат жените? Имаме ли еден одговор на ова прашање? Еден само. Па ако можеш
еден... Тешко дека жена сака само една работа. Добро. Значи, затоа жена, сакам и ова, сакам и ова, сакам и ова. Значи, навистина, да почнам, жената сака да биде исполнета во рамките на своето семејство и да ужива, да биде убава, негувана, сакана. Од таму морам да почнам, затоа што и да друго надодадеме, само ќе биде дополнителна вредност. Но сепак, како што почна и ти, мислам и сакам да пренесам дека жената сака да има своја пара, дефинитивно, затоа што ќе се сложите со мене, тука сте од сите возрасти, дека многу турбуленции поминуваме. Ова корона е ништо или можеби не викам ништо, али имаше многу турбуленции. Некогаш се тоа и приватни турбуленции, ке се сложите. Некогаш се тоа економски, некогаш се тоа еве вакви планетарни. И во такви турбуленции се менуваат многу работите. Јас практично влегов во Хербале зашто моите родители двајцата останаа во една таква турбуленција во 90-тите години без работа. И тогаш уствари зашто сум јас тука, тоа е мојата длабока причина. Гледајќи ги нив, реков и јас на 40-50 години, да зависам од некој друг или од некоја компанија, нема да се случи. Тоа е и мојата порака кон вас. Затоа што такви времења секогаш доаѓаат. Ангелина, и за тебе дека истото можам прашање. идеално да се надоврзам, значи заклучокот е дека една жена сака слобода. Слобода да заработува сама пари, слобода да ги ужива, слобода да биде и жена, и партнерка, и мајка, и другарка. Така, сите сакаме слобода. Вчера бев на Тамара концерт, слобода е во мода, така Да бидеме нека слободни. биде И заклучок. слободно да размислуваме дека генерално шансите за бизнис се секаде околу нас, само треба да ги препознаеме и многу повеќе да веруваме во себе. Ајде, последното прашање Машке ја заклучи цела во оваа панел дискусија, значи што сакаат жените? Сакаат ли жените исто еве овдека во Македонија, значи во југоисточниот регион што сакаат жените? Ајде. Hvala. Одговорот ќе трае до крајот на профемина, додека не одговори. Mislim da žene trebaju prestati podcjenjivati sebe, da trebaju prestati slušati savjete i da trebaju napraviti ono što one misle da je dobro. To je teško, zato što najveći neprijatelji ka uspjehu su naši najbliži često. Mislim da trebate imati više pouzdanja u sebe nego što drugi imaju u vas. Mislim da izlika nemam kapital, nemam vrijeme, ne znam, ne mogu, strah me, nemam mrežu, imam djecu, bolestan sam, da je to relativno. Jer često najveći uspjesi se događaju upravo kad je najteže. I poruka moja koja bi bila, s kojom bih vas zapravo ostavio, je da vjerujete u sebe više nego što drugi vjeruju u vas, jer možete puno više nego što drugi misli da možete. I vrijeme da se to, da pokažete. Фантастично кажам. Благодарам. Мислам дека имаме одличен заклучок на панелот. Јас сега ќе замолам доколку има прашања од вас, слободно можете да поставите прашање. Значи без разлика дали е на темата или сакате нешто повеќе да знаете за тоа како жени да се охрабрите. Слободно. А ако немате прашање, во тој случај ние ќе преминеме кон извлекување на наградите. Имаме награди за вас. Секако го имам и победничкото селфи кое што еве веќе ми стигна, веќе било на Herbalife Macedonia Official на профилот. Добро. Дали може прво да го прогласиме победничкото селфи? Веќе ми стигна. Добро, значи го имаме. Добитничката е, само да погледнам. Многу селфиња има. Историја. Има. Што е супер. Фантастично, Билјана Јаневска. Браво, Билјана.
Точно е, Тоа е дека беше многу фантастично, повели. Значи ова е подарокот за тебе. Ако сакаш да ми се придружиш во Herbalife приказната, можеш слободно, повели за тебе, да. Ќе има уште многу изненадувања до крајот на Така е. профилина. Главната лотарија, Снежа, само да ми дозволиш да кажам, извини колешке, знам дека нечиња се мешам кога веќе една дама го има главниот микрофон, но само да кажам дека ќе има уште многу подароци, оние главната лотарија ни се случува на крајот, а ќе имаме и господа кои што исто како и Горан ќе се потрудат да одговорат на прашањето што сакаат жените, па ќе видиме како ќе им оди ним. Благодарам. Ајде сега да одиме кон извлекување, значи имаме подарок уште еден, така. Кој ќе извлече? Ајде, значи подлабоко и подлабоко и подлабоко и промешај. Ајде, да видиме. Слободно можеш да прочиташ. Душица Ристик. Дали е Душица Ристич овде? Ако не е овде, ништо. Ајде, одиме. Втора среќа. Машко. Машко. Неделковски. Стефан. Лесно е да го видам, ама не ќе да е тука. А еве го! Ајде, Стефан, повели за тебе. Ти честитам и јас. Можеш слободно на микрофон да кажеш тоа што го кажа сега? Можеш слободно. Баш лепо што е мушкарац освоио награду. Да, е одлично. Само да се двое. Готови сме? Добро. Значи, тоа е тоа. Ви благодарам многу. Ви благодарам на целата позитивна енергија и благодарам и на панелистите. Верувам дека од тука, освен што ќе си отидете со насмевка, ќе си отидете и со некои научени совети, а јас ви кажувам да го послушате советот на Горан и на вистина сите ние можеме многу повеќе отколку што веруваме дека можеме. Ви посакувам убав ден и се гледаме на следната профемина. Поздрав!